Нови линковски вклучувања и нови информации до крајот на денешното издание на Македонија на Утро. Наред ни е повторно Битола. Колешката Александра Максимовска не очекува да се вклучи во живо со новите вести од таму. Зборуваме за отворените повици 3 на број од програмата за одржлив туризам во Преспа. Дел се Александра од проектот ЕУ за Преспа, насочен кон обнова на природните ресурси и унапредување на одржливото земјоделство и туризам. Ајде со деталите. Токму така, Кристина. Преспа располага со огромен број културни и природни убавини кои за жал не се доволно искористени. Затоа потребно е итно да се работи за унапредување и развој на туризмот, како и за поголема туристичка понуда. Нова поле, како што најави и ти, се работи во рамките на проектот ЕУ за Преспа, во кој што се отворени 3 повици за одржлив туризам. Наша денешна гостинка е Маријана Милевска, проектна менаџерка во УНДП, со која повеќе ќе разговараме околу деталите за овие 3 јавни повици. Добро утро, Маријана. Што конкретно опфаќаат 3 јавни повици и кои би биле главните придобивки од овие повици? Добро утро и од мене до сите гледачи на македонската телевизија. ЕУ за Преспа е една програма која е многу опширна и меѓу другото има и еден голем дел кој опфаќа за економски развој и можеби Преспа има недоволно искористени капацитети, меѓутоа Преспа има среќа да има ЕУ за Преспа во моментот како програма, затоа што навистина во наредниот период ќе има многу интензивни интервенции во делот на туризмот. Тоа значи дека можеби единствена дестинација во цела држава која ги има овие можности за развој на туризам. Во моментот, така да УНДП спроведува еден од проектите во рамки на ЕУ за Преспа и со поддршка нормално на Европската Унија. Во моментот има отворено 3 повици. Едниот повик е насочен на градење на човечкиот капитал, односно луѓето кои живеат во Преспа и се занимаваат или сакаат да се занимаваат со туризам, ќе имаат можност навистина да учат од најдобрите во државата на неколку теми. Едната тема е во делот на туризам, развој на туристички, меѓутоа одржливи производи во хармонија со природата. Другата тема е во делот на градење на односи со клиентите и најмногу со тие професионални клиенти и тие убави туристи кои се одговорни, кои сакаме да ги привлечиме. И исто така ќе имаме во тој дел вклучени од јавната администрација луѓе кои се заинтересирани исто така да учат за туризмот. Вториот повик е во делот на сместувачките капацитети, значи повикот е насочен на секој оној кој има имот, сака да даде можност да се занимава со сместувачки капацитет, ќе може да се пријави на тој повик и тука грантовите се движат од 20 до 30.000 евра, каде што ќе треба и сопствено учество на секој апликант од 25%. И со оваа интервенција навистина сакаме да ја збогатиме понудата во Преспа во тој дел, затоа што Преспа бројките покажуваат и статистиката за жал дека не може да го достигне ни половина од ноќевањата кои ги имале пред ковид кризата. Така да мислам дека ова веќе ќе даде дополнителен ветар во грб на преспани да можат да се занимаваат со туризам и да можат да понудат навистина автентичен престој. И третиот повик се однесува на туристички производи и повторно ќе нагласам одржливи туристички производи заради тоа што кога ќе стигнете во Преспа и таму веќе се наоѓате, навистина има Преспа многу што да понуди од култура, природа, меѓутоа потребно е можеби некаква анимација, атракција и тука ќе можат граѓански организации да понудат десеттина, да кажеме, туристички производи во иднина, во делот на можеби зајакнување на гастрономската понуда, можеби во делот на активности на отворено во природа, така да сите ги покануваме во тој дел да се пријават. Кои други активности ќе се спроведуваат во рамките на интегрираниот проект ЕУ за Преспа со реализирано од УНДП? Навистина тоа е огромна програма која опфаќа и интервенции во делот на отпад на води, отпад на цврст отпад, исто дел е во нашата програма, односно колегата Зоран ја води програмата за инфраструктура каде што и дел од преминот, значи ќе биде така да навистина со ЕУ за Преспа се огромни можности, многу е комплексно затоа што се опфаќа Преспа од многу аспекти. Во делот на туризмот многу е интересно да се насочи дека Преспа во наредниот период ќе добие исто така можеби уникатна понуда,
на 100 километри велосипедски патеки кои ќе се движат низ заштитени подрачја во Националниот парк Пелистер, Галичица и исто така во заштитеното подрачје Зерани, така да и околу 70 километри пешачки патеки кои ќе бидат обележани со информативни табли, добро средени, за да можеби секвенци да ги користат семејства туристи или пак позахтевни делови каде што ќе бидат за по адреналински туризам, така да навистина Преспа има една многу убава понуда во наредниот период. За ова веќе имате подпишано и меморандум со двата национални паркови Галичица и Пелистер и се надеваме дека во краток период ќе можат да се користат овие пешачки и велосипедски патеки. Каде можат граѓаните, да се вратиме на повиците, да се информираат за сите детали околу овие повици? Точно така, значи убаво е да ги прочитаат сите формулари и апликации кои ги имаме ставено на сајтот на УНДП, меѓутоа исто така на Facebook профилот на УНДП се линковите каде што ќе водат точно до секој од повиците, но откако ќе ги прочитате, доколку имаат граѓаните некакви прашања за интересираните, тогаш ги поканувам на 15 јули во големата сала во општина Ресен да дојдат, затоа што ќе имаме инфоден каде што во детали ќе разговараме, ќе може и поканете се исто така урбанизам оделението и исто така локалниот економски развој, за да им одговорат на некои од прашањата доколку ги имаат, каде што тие имаат ингеренции. До кога трае повикот? Различни се датумите. Едниот повик завршува за обуките и менторствата до 15 јули. Многу едноставно е тоа, значи 5 минути апликација за сите заинтересирани, а за сместувачките капацитети трае 1 месец, односно завршува на 30 јули и тоа завршува со покажување интерес, понатаму ќе следи избраните да спремат полна апликација и третиот повик завршува за туристичките производи на 15 август. Ви благодарам, Маријана, ви посакувам успешна работа. Благодарам и вас. Голем број од жителите на Пеловинискиот регион имаат имоти во нашата преубава Преспа. Ова е одлична можност да се информираат и да отворат, да придонесат за развој на туризмот во Преспа и да ги искористат можностите кои што ги нуди овој проект. Студио. Така, Александра, да, 3 угласи се во тек. Ќе следиме, па ќе видиме каков ќе биде интересот и кои се бенефитите од истиот.